Куманово, за да го реши проблемот со водата во иднина, треба да се направи тиролски запад на реката Отлјанка и реката Слупчанка, каде што ќе се зголеми количината на водата во овие две акумулации и Куманово дефинитивно ќе го решише проблемот со вода. Но изгледа на некога ова не му одговара и сака по секоја цена приклучокот на вода не да биде поставен во браната Липково, туку по секоја цена сака дефинитивно приклучокот да биде во брана Глажња, со што мислиме и гарантираме слушно дека дефинитивно брана Липково ќе произлегува од употреба, а мислиме дека тоа не е интерес на градот Куманово и на околината Куманово. Бидејќи ако беше интерес, тогаш во 60-тите години кога се изградени овие две брани, капитални објекти и се потрошени огромни материјални средства, немаше потреба да се градат две брани. Никола Хајдин дефинитивно беше и е еден од главните стручњаци признат во Европа. Ако неговото мислење беше дека во Куманово треба да се градат две брани, односно браната Липково треба да се полни со вода од браната Глажња и од тој да има приклучок и за наводнување, и за индустрија, и за вода за пиење, ние мислиме дека во моментот во Куманово нема такви случаи кои ќе го пореметат ваквото поставување. Према тоа ние мислиме дека градоначалникот на градот Куманово треба да му даде приоритет на претходните проекти и врз основа на тие претходни проекти да се изнајде решение. Прва проблематика и втора проблематика, мислиме дека е дефинитивно време за секој проект кој се однесува за вода да се консултират и представниците на водостопанство, бидејќи тие се надлежни за ова проблематика, имат информации, имат податоци и мислим дека позитивно тоа ќе се одрази и нема да има препуцавања околу ова проблематика. Мислиме, уште еднаш потенцираме дека градоначалникот на општина Куманово дефинитивно тера по стариот терк и не е, по свему судечи, не е заинтересиран да се реши проблемот со водата, бидејќи ако зборуваме за квалитетна вода, бидејќи во неговата конференција пред 2 дена потенцираше дека ќе има подобар квалитетна испорака на вода, не е поради тоа што треба да се направи некој приклучок во брана Лип, туку поради тоа што тие дефинитивно не менаџираат добро со средствата, значи не ги измируваат долговите и како резултат на тоа нема добра испорука на вода во градот Куманово. Добро, разговаравте ли со градоначалниците зашто вие не сте вклучени, кој е нивното образложение во изготвување на овој проект? Ние токму за ова проблематика, за последнава проблематика немаме разговарано, но имаме порано разговарано и имаме укажано дека за секое мислење претhodно треба да се консултираме. Но тие терат по стариот терк, значи тие прво ги изготват проектите и после на некој начин преку барања барат од нас како водостопанство да даваме позитивно мислење. Значи дефинитивно водостопанство го терат пред свршен чин за да даде позитивно мислење на нешто што не стои, на нешто што нема да биде добро за Куманово и Кумановско. Кој би стопанисувал со тој нов црпковот од Глажња? Куманово или североисточниот регион? Видите, во почетокот барање до водостопанство достави општина Липково за црпководот. За да општина Липково, граѓаните на општина Липково имат вода за пиење. И ние дадовме одговор дека да, позитивно мислење на црпководот треба да биде поставен во брана Липково. Значи спорно беше само тоа. Додека сега со овој проект дефинитивно се гледат дека не е само општина Липково, туку и општина Куманово. Значи тоа е заеднички проект и е доста дискутабилно и проблематично кој ќе стопанисува со црпководот, бидејќи црпководот нема да биде собственост на водостопанство. Ќе биде најверојатно собственост или на Кумановски водовод или не знам на водовод во општина Липково. Тоа најверојатно ќе биде проблематично прашање помеѓу двете општини. Ако дојде до тоа, но не верувам дека ќе дојде до тоа, поради тоа што мислам дека владата на Република Македонија сериозно ќе размислува за ова прашање. Не знам дали доволно ве разбрав. Значи, општина Куманово и општина Липково ќе се приклучат на Глажња. Директно од тука ќе... Да, така се изјаснива за... Вода, таков е проектот.
Со тоа ќе пропадне тоа- функцијата, ќе нема Да. функција веќе Липковско езеро. езеро. И ќе има дефинитивно ни водостопанство, веќе нема да може да го контролира режимот на водата во. Да.